Првите сумарни оценки за секој ученик треба да бидат дадени до 20 ноември. Според препораките на Бирото за развој на образованието и Државниот просветен инспекторат од пред 1 месец, кога беа објавени и упатства за наставниците од Бирото за развој на образованието и Министерството за образование и наука за начинот на следење и оценување на учениците во услови на пандемија. Според Министерството за образование и наука, со упатствата наставниците имаат јасно утврдени насоки со кои ќе се заштити квалитетот на процесот на формирање на оценката. МОН и Бирото за развој на образованието апелираа до наставниците да го приспособат оценувањето на учениците согласно со учењето на далечина, но во случаите каде што од различни причини не може да се формира оценка онлайн, треба да се организираат индивидуални средби со ученици. За објективното оценување на знаењето што ученикот го стекнал, постои опцијата да се организира проверка со физичкото присуство под строги протоколи, посочи и министерката Мила Царовска. Најголем дел од наставниците, оние кои веќе им предавале во изминатите години на едни исти ученици, тие веќе знаат и препознаваат кој колку се заложува. Предизвиците за оценување се поголеми кај учениците од прво оделение, од шесто оделение и од прва година во средното образование. Во упатствата од Бирото на наставниците им се препорачува при формирањето оценка да задаваат автентични задачи кои ја елиминираат можноста за готови одговори од наставните материјали или од други извори на информација, а во задачите со кои се проверува познавањето и разбирањето на фактите, треба да се обезбеди контрола на времето за решавање на задачите. Наставникот може да направи табела за докази што ученикот ќе ги прати како дел од електронското портфолио што ќе се оценува. Критериумите за оценување, начинот на достава и роковите за достава треба да бидат јасно комуницирани со учениците и родителите. Учењето во виртуелна училница е во некои аспекти предизвик, но е истовремено можност да се направи исчекор во оценувањето, да се стави акцент на посложените когнитивни процеси, односно на издвојување, разбирање, анализа и помнење на она што е навистина важно, наместо усвојување фактографско знаење. Ова е впрочем и цел на образованието и на реформите кои ќе следуваат, нагласи Министерството за образование и наука.